Уште во урбаните вести. 13 представи ќе се надпроверуваат на 53-тиот драмски аматирски фестивал на Македонија во Кочани, кој ќе се одржува од 29 мај до 3 јуни. Од нив 4 представи се за деца, пладневни, а гостински се 2 представи од Србија. Во продолжение следуваат денешните настани. Повластена паркинг карта за спортистите и тренерите од Центар. Нови 4 улици се асфалтираат во Стопански двор. Откриена бистата на бранителот Бобан Ивановиќ во Стајковци. Награди како мотивација за најдобрите ученици и наставници во Ѓорче Петров. Грција и Турција и оваа сезона се најбарани кај македонците. Општина Ѓорче Петров интензивно работи на подобрување на патната инфраструктура. Во тек е асфалтирање на 4 улици во Стопански двор, а се планира асфалтирање на улици и во Волково и Кисела јабука. Деновиве се работи на асфалтирање на 4 крака од улицата 51 во населбата Стопански двор, општина Ѓорче Петров. Тоа се краците 1, 2, 3 и 4, со вкупна должина од 620 метри и широчина од 4 метри. Предходно на истите беше поставена фекална канализација, со што е решен долгогодишниот проблем на граѓаните, кои предходно мораа да користат септички јами, кои како такви представуваа потенцијален извор на зарази, се вели во соопштение од општина Ѓорче Петров. Работите ги изведува Македонија пат и истите целосно треба да завршат до крајот на месец јуни. Средствата се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и општина Ѓорче Петров. Општината исто така најавува и асфалтирање на краци на главната улица во Волково. Набргу ќе започнат градежни работи во населбата Кисела јабука, каде што ќе се асфалтираат краци на улиците 10 и 46. Повластена паркинг карта за спортистите и тренерите од Центар. Повеќе детали за ова во продолжение на вестите. Во чест на младиот живот кој Бобан Ивановиќ го даде за Македонија, општина Газибаба на плоштадот во Стајковци изгради биста, која што свечено ја открија градоначалникот Тони Трајковски заедно со сопругата на Бобан Ивановиќ и неговата внука Бобана. Вчера на плоштадот во Стајковци, општина Газибаба, беше откриена бистата на Бобан Ивановиќ, припадник на единицата за брзо распоредување, кој загина во 2015 година во вооружената пристрелка во Куманово, во одбрана на Република Македонија. Бистата на Бобан Ивановиќ ја открија градоначалникот Тони Трајковски, заедно со сопругата на Бобан и неговата внука Бобана. Цвеќе пред неговиот споменик положија членови на неговото семејство, делегација од општината, другарите од единицата за брзо распоредување, представници од урбаната заедница и од основното училиште Кирил и Методи, како и представници на ВМРО ДПМН Газибаба, членови на Сдруженијето на бранители на Македонија 2001, представници на урбаната заедница Хиподром, роднини, другари и пријатели. За Ивановиќ како почитуван жител во своето населено место, зборуваа секретарот на местната заедница Стајковци Тони Бојковски и представникот од општина Газибаба Тодор Петров. Јавното предпријатие Паркинзин на општина Центар воведе нова повластена паркинг карта за тренери и членови во спортски клубови и спортски друштва, кои се регистрирани во општина Центар. Повластената карта ќе може да се користи само во делот каде што се наоѓа спортското друштво, односно каде што тренираат спортистите. Спортистите и тренерите од спортските клубови во општина Центар ќе добијат повластени паркинг карти за паркирање на паркиралиштата на јавното предпријатие Паркинзин на општина Центар, се со цел полесно да ги извршуваат активностите поврзани со вршењето на спортската дејност на територија на општина Центар. Директорот на јавното предпријатие Паркинзи Саша Богдановиќ истакна дека со ова сакаат да им помогнат на сите спортски друштва кои делуваат и работат на територија на општина Центар и со тоа да го потикнат развивањето на спортот и да ја продолжат традицијата во помагање на спортските работници. Денеска јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар воведува нова повластена паркинг карта, односно повластена паркинг карта за спортисти. Тоа значи дека сите
членови на спортски здруженија кои што спортуваат, делуваат, тренери, спортисти, нормално вработени како спортски кадар во спортските друштва, а се регистрирани на територија на општина Центар, ќе добијат повластена паркинг карта преку која што полесно ќе можат да ги обавуваат сите оние нивни спортски дејности кои што ги имаат и нема да имаат веќе проблем околу паркирањето, бидејќи сега јавното претпријатие ќе си го земе тоа како свој трошок, односно ќе даде одредени повластувања со тоа што ќе овозможни полесно да функционираат сите спортски друштва. Потребни документи кои се доставуваат на увид при исклучување договор за користење на повластена паркинг карта за спортисти се лична карта, сообраќајна дозвола од патничко моторно возило издадена од надлежен орган, потврда од спортскиот клуб дека лицето е ангажирано како тренер или дека е активен спортист, тековна состојба за спортскиот клуб издадена од Централен регистар на Македонија, не постара од 6 месеци и решение за регистрација на спортски клуб издадено од Агенцијата за млади и спорт. Право на издавање и користење на ова паркинг карта го остварува секое физичко лице кое е собственик на патничко моторно возило и е ангажирано како тренер во спортски клуб или активен спортист во спортскиот клуб чие што седиште е регистрирано во општина Центар. Најпрвен сите здруженија кои се регистрирани на територија на општина Центар треба да склучат договор со јавното претпријатие, потоа да со членските книшки или да докажат дека се членови на тоа спортско здружение, треба да донесат одреден документ и преку тоа нормално со сите оние пропратни документи, лична карта и сообраќајна да дојдат до кај нас во едното претпријатие за да аплицираат да добијат повластена паркинг карта. Цената за овој вид паркинг карта е еднократен надомест за издавање од 350 денари и месечен надомест за користење 250 денари. Договорот за издавање и користење на повластена паркинг карта за спортисти може да биде со времетраење најдолго до 1 година. Корисниците на повластената паркинг карта имаат право на користење на јавно паркиралиште во делот каде што се наоѓаат спортските друштва, односно каде што тренираат, во вкупно времетраење од 2 часа дневно, а по надминување на истите ќе се применуваат општите услови за користење на јавните паркиралишта во општина Центар со надомест. Македонските туристи и оваа сезона летните одмори ќе ги поминат на грчките и турските плажи. Повеќе детали за ова подолу во вестите. Општина Ѓорче Петров распиша конкурс за доделување награди на најдобрите ученици и наставници од основните училишта од општината. Целта на конкурсот е што повеќе да се мотивираат учениците да постигнуваат одлични резултати. Во основните училишта во општина Ѓорче Петров во тек е конкурс за доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници, кои се доделуваат за особени постигнувања и постигнати успешни резултати во образованието. На крајот од учебната година, на 10 јуни, ќе биде прогласен првенец на генерацијата на општина Ѓорче Петров за основно образование, кој ќе биде награден со плакета и награда, часовник, компјутер, лаптоп или слично, во вредност од 10.000 денари. Најдобрите ученици од 4 до 9 оделение ќе добијат дипломи и награди, часовник, таблет, енциклопедија и слично, во вредност од 3.000 денари. Пофалници за постигнат особен успех во спортот, музиката, ликовната уметност и друго ќе се доделат на поединци или групно на ученици или просветни работници кои постигнале успеси во одредени области, имаат освоено награди, дипломи и признанија и ја промовираат општината Ѓорче Петров и ќе бидат наградени со посебна диплома и награда во вредност од 3.000 денари. За истакнат просветен работник, која се доделува на наставниот кадар во предметната и одделинска настава во основните училишта, ќе биде доделена плакета и награда во износ од 15.000 денари. Дипломите и наградите ќе бидат доделени на денот на општината 20 септември, информира општина Ѓорче Петров. Туристичките агенции со анализа пред почетокот на летната сезона. И оваа година најбарани дестинации се Грција и Турција, а се популарно кај македонците е и раното резервирање со вклучен попуст. Годинешната летна туристичка сезона, согласно првите проценки кои се направени и покрај влијанијата на политичката криза и воздржаноста на граѓаните како резултат на неизвестноста, се очекува да биде успешна. Туристичко-угостителската комора на Македонија порачува граѓаните да патуваат со етаблирани туристички агенции, за да не се најдат во ситуација да бидат изманипулирани и да не ги добијат услугите кои претходно им биле ветени.
Аркан Керим, председател на Туристичко-угостителската комора, вели дека дел од аранжманите за претстојната сезона се веќе распродадени, како резултат на создадената навика кај граѓаните за неколкумесечна предвременна резервација. Најатрактивни и оваа година за македонските туристи се Грција и Турција со Анталискиот регион. На прагот на летната сезона дел од аранжманите се продадени, како резултат на создадената навика кај граѓаните за неколку месечна предвремена резервација за летните одмори, со вклучен попуст. Сепак со оглед на случувањата и неизвестноста, поголем дел од граѓаните се уште не се одлучиле каде ќе летуваат годинава и термините за одмор ги добиваат подоцна во текот на сезоната. Тогаш застапена е поборувачката Last Minute, која што е актуелна кај нас, која е поволна, но да напоменам дека во овој случај изборот е сведен на минимум и дефинитивно кога станува збор за заштита на семејниот буџет, многу поприкладни се раните резервации. За домашните туристи најбарани се аранжманите за Грција и Турција со Анталискиот регион. Реномираните туристички агенции, членови на комората, очекуваат поради близината Грција и годинава да биде најпосетена дестинација за македонските туристи. Александар Чуневски од Игуана Травел потврдува дека годинава има поскапување на аранжманите, но истото е незначително во однос на минатите години. Важно е што македонските туристи веќе знаат што може да добијат за цената на аранжманите и во согласно со тоа одлучуваат со кои туристички агенции ќе соработуваат, додава Чуневски. Она што не радува во овој период е тоа дека би сакал да напоменам дека македонските туристи, клиенти веќе навистина многу добро знаат што се може да се добие во однос на тоа, во однос на висина на аранжман, на цената на аранжманите. Интересен случај години наназад веќе е тоа дека клиентите патуваат вон сезона, пред и по сезона, така да по пониски цени имаат можност да патуваат можеби 2 пати во сезоната наместо еднаш во највисоката сезона во јули и во август. Што се однесува до цените, би сакал и тоа да го потенцирам во однос на нашите понуди. Од страна на партнерите кон нас се за нијанса повисоки, но правиме напори поради долгогодишната соработка и долгите години постоење на нашиот пазар да ги балансираме понудите, така да во однос на минатите години цените се повисоки, но навистина минимално. Кај македонските граѓани се понеатрактивни се понудите за Охридското и Дојранското крајбрежје. Така, например, речи се и да нема заинтересирани за понуда во Дојран која изнесува 200 евра по лице во хотел со 5 звезди, со појадок и вечера. Еве го нудиме Дојран, имаме многу убави хотели во Дојран. Го нудиме Охридското крајбрежје, сите хотели ги нудиме, меѓутоа публиката не купува, они сега да одат на море. Поради извршување на градежни активности за ревитализација на главниот топловод Балкан Енерджи Груп за утре најавува измена на сообраќајот на булеварот Кузман Јосифовски Питу. Компанијата посочува дека реализацијата на оваа инвестиција е од огромно значење за потрошувачите на општините Центар и Карпош. Балкан Енерджи Груп утре продолжува со ревитализација на главниот топловод на путегот позади Народната банка на Република Македонија до трговскиот центар Веро Џамбо во општина Центар, поради што ќе биде изменет сообраќајот на булеварот Кузман Јосифовски Питу, соопшти денеска Балкан Енерджи Груп. Согласно оперативниот план за реализација на оваа инвестиција, почнувајќи од утре попладне ќе започнат градежни активности преку булеварот Кузман Јосифовски Питу, поради што сообраќајот на оваа сообраќајница ќе биде под изменет режим. Секторот за сообраќај на град Скопје има издадено соодветна дозвола за овој зафат, кој што ќе заврши во најкраток можен рок, велат од компанијата. Оттаму информираат дека работите на овој дел од топловодот биле одложени во период од 7 дена, заради потребата да се извршат дополнителни подготвителни работи на теренот, предизвикани од околностите кои не можеле да се предвидат. Реализацијата на оваа
инвестиција е од огромно значење за потрошувачите на општините Центар и Карпош, особено корисниците од населбите Центар, Капиштец, Козле, Водно и Карпош, бидејќи со модернизацијата на мрежата ќе добијат уште посигурна и навремена испорака на топлинска енергија. Таа е дел од инвестициската програма на дистрибуција на топлина Балкан Енерджи за 2017, во чии рамки се предвидени низа активности за модернизација и ревитализација на дистрибутивната мрежа во Скопје. Истовремено преку овие инвестиции се зголемува енергетската ефикасност на дистрибутивниот систем за топлинска енергија, што е значајно и за подобрување на квалитетот на животната средина во Скопје, велат од компанијата. Повеќе делови од Скопје во текот на утрешниот ден ќе останат без електрична енергија. Станува збор за општините Илинден, Ѓорче Петров, Шуто Оризари и Сарај. Делови од општините Илинден, Ѓорче Петров, Шуто Оризари и Сарај утре во различни периоди од денот ќе останат без електрична енергија, како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи по известување од Ева на Македонија. Во периодот од 8:30 до 14 часот и 30 минути без електрична енергија ќе бидат корисниците од Бунерџик, пат за Бунерџик, како и објектите на Амајлија, Грант и Завар во општина Илинден. Во периодот од 9 до 12 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од улиците 2, 4, 6, 8 и 14 во Кисела Јабука во Ѓорче Петров. Од 9 до 13 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Че Гевара во Шуто Оризари, а од 9:30 до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат дел од корисниците од село Бојане во општина Сарај. Управата за хидрометеоролошки работи најавува дека до сабота подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на неколку влажни воздушни бранови, па времето притежно во попладнивните часови ќе биде променливо облачно и нестабилно со поројни врнежи од дожд и грмежи. Утре и во сабота врнежите ќе бидат полокализирани. Температурата кон викендот ќе биде во благ пораст. МТМ Метео е следно во урбаните вести. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.